Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент, во кој денеска ќе слушнете повеќе за промовирањето на новите простори за спортски активности во студентскиот информативен центар на UKLO во рамки на колаборативниот простор UKLO CoSpace и за објавениот конкурс за наградување на извонредноста на студентите на UKLO. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Niki moj, hajde ne me nerviraj. Kaj sum bila, zašto sum bila, ne problem tvoj. Niki moj, ajde ne mi dodevaj. Kade odam, so kogo odam, ne tvoj niki moj. To a ti je taka niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se lažeme, ništo da ne kažeme. Laži niki, 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 laži, laži niki moj. To a ti je taka niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se ljubime, zašto vreme gubime. Ljubi niki, 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 ljubi, ljubi niki moj. Ratatajra, raparapajra, rapapara, rataratajra, rapamparam, pam, 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 pam. Niki moj, hajde ne me nerviraj. Kaj sum bila, zašto sum bila, ne problem tvoj. Niki moj, ajde ne mi dodevaj. Kade odam, so kogo odam, ne tvoj niki moj. To a ti je taka niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se lažeme, ništo da ne kažeme. Laži niki, 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 laži, laži niki moj. To a ti je taka niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se ljubime, zašto vreme gubime. Ljubi niki, 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 ljubi, ljubi niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se lažeme, ništo da ne kažeme. Laži niki, 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 laži, laži niki moj. To a ti je taka niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se ljubime, zašto vreme gubime. Ljubi niki, niki, niki. Како што кажавме во најавата, во студентскиот информативен центар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во рамки на колаборативниот простор UKLO CoSpace, се промовираа новите простори за спортски активности. Беа представени условите и можностите што им се стават на располагање на студентите со акцент на поттикнување на здрави навики и активен студентски живот и поголема искористеност на универзитетските ресурси. Ректорот професор доктор Игор Неделковски посочи дека секое ново унапредување на просторот представува значаен чекор напред за универзитетот, истакнувајќи дека од неколку почетни простори денес тука функционираат повеќе содржини и центри во рамките на истиот. Нашиот студентски информативен центар се проширува, секое мое доаѓање тука ме остава без зборови. Тргнавме со една-две простории на долниот спрат, сега веќе има повеќе тела и центри кои функционираат во рамки на овој центар, а денеска ми е посебно задоволство што промовираме катче за дружење на студентите и тоа преку спорт, пинг-понг, шах, пикадо, има и справи за трчање, за фитнес,
така да очекувам дека нашите студенти ќе бидат што повеќе присутно во ова катче, ќе го користат и за разменување на мислења, и за учење, имаме и тука и простор, и библиотека, но и за дружење преку спортски активности. Посебна ни е гордост што ова е направено со сопствени средства на универзитетот и со волонтерска работа на студентите, што е реткост. Вообичаено вакви катчиња кога се пуштаат, се промовираат со пари од ЕУ, со пари од НАТО или со големи средства. Ова е направено буквално со онај скромен буџет што го имаме ние како универзитет и со вашата посветеност вие како студенти преку волонтирање да се опреми секоја чест. Пред присутните се обрати проректорката за студентски работи, професор доктор Светлана Николовска, која посочи дека со новите простории се постигнува баланс помеѓу учењето и рекреацијата, овозможувајќи им на студентите по академските обврски да се релаксираат и повторно да се вратат на учење со поголема мотивација, но и место за социјализација и вмрежување на студентите. Идејата на денешното промовирање на овие спортски простории е на некој начин вмрежување, на првиот спрат учење, а после малку рекреирање горе и активирање за да повторно се вратиме на учење. Идејата е на ваквите простори или ситот да има делче за учење, но и дел за рекреација, е токму кај студентите преку развивање на спортскиот дух, зачи се мотивираме за надпреварување, што е нешто многу битно во развојот на или оформување на младите личности. Пред се би рекла тој спортски дух, надпреварувачки дух, но она што е најбитно е социјализацијата, вмрежувањето на вас студентите пред се од битолските факултети, а дефинитивно во план ни е формирање на некои си турнири, спортски надпревари, каде што тука ќе се запознаете, ќе се надпреварувате и со студентите од другите факултети кои што се на нашиот универзитет. Значи ние тука не застануваме, веќе од наредната недела ќе почнеме да ги планираме и реализираме веќе планираните активности, а вас студентите ве потекнуваме да се јавувате на надпреварите кои што ќе ги организираме и дефинитивно да постигнувате резултати. Да се дружите, да спортувате и да другарувате меѓу себе, што овој простор овде и како ви го возможува. Председателот на Универзитетското студентско собрание Антонио Петковски посочи дека реализацијата на овој проект е резултат на заедничка посветеност и ангажман меѓу универзитетот и студентите, нагласувајќи дека станува збор за значаен чекор кон подобрување на студентскиот стандард и создавање поквалитетен студентски живот. Со ова најнова иницијатива, чија промоција се одржа на 23 март 2026, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола продолжува да инвестира во унапредување на студентскиот стандард и создавање современа, потикнувачка средина за студентите. Штом те видов срцево место закочи, како ми се смешно, а ке ме докречи, што ти требаше да ми застанеш како ангел пред очи. Немој некој да не чуе што зборуваме, имам долга врска, многу си се сакаме, а баш
čeka od ovde na minuta, a уште сум со тебе си ја барам белјата, што ме тера да сакам да сум твоја до крај на вечноста. Опасно е да сме заедно, па уште насамо, јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште насамо, знаеш ли? Опасно е да сме заедно, па уште насамо, јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште насамо, знаеш ли? А сега во продолжение на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, разговорот што го водевме со проректорката за студентски работи, професор доктор Светлана Николовска, за објавениот конкурс за наградување на изворедноста на студентите на Укло. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и оваа година го објави конкурсот за наградување на изворедноста на студентите на универзитетот во партнерство со Амбасадата на Народна република Кина. Ке се наградуваат најдобрите студенти од прв циклус на студии. Разговараме со проректорката за студентски работи на Укло, професор доктор Светлана Николовска. Проректорке, убава идеја универзитетот да ги награди најдобрите негови студенти. Благодарам на поканата за денешниот разговор. Јас би рекла убава мотивација. Убава мотивација, од една страна убава активност на универзитетот со кој што сакаме да ги мотивираме, а врз основа на таа нивна мотивираност наградуваме студентите. Тука благодарност до Кинеската амбасада, која што и годинава ни овозможи да ги наградиме најдобрите во неколку категории студенти, што и годинава го продолжуваме тоа веќе на некој начин да се надеваме дека ќе биде традиција, со тоа што да ги мотивираме студентите на нивна индивидуална работа, а потоа на работа на нивните факултети, и на крај мотивација со нивните ментори да работат на изработка на трудови кои што ќе бидат на некој начин презентирани на студентската конференција. 3 категории се предвидени за овај конкурс. Првата категорија, практично студентите сами се пријавуваат, приложуваат каде се биле, на кои студентски конференции, летни школи, работилници, конференции учествувале. Значи, се она што е, би рекле на некој начин, надвор до на студентско ангажирање, освен посета на настава. Па ние тоа го викаме како некоја студентска изворедност, каде што студентите покрај освојување или преку полагање на испитите од нивните студиски програми за освојување на кредити, исто така ние доделуваме ЕКТС кредити за ненаставните активности или за изворедност на студентите, кои што се активираат на повеќето организирани летни школи што ги прават единиците, но и на други нивни активности. За сето тоа студентите нели врз основа на конкурсот си приложуваат соодветна документација и ние на крај одлучуваме посебна комисија која што ќе ги награди студентите. Посебно би сакала да ја истакнам дека на нашиот универзитет имаме факултети од повеќе области, со тоа можност на студентите на повеќе полиња да бидат активни. Значи тука ни се техничките, информатичките науки, општествените науки, природните науки, каде што студентите на некој начин нивното ангажирање ќе го верификуваме на некој начин со соодветно наградување. Освен оваа категорија, има и категорија каде што самите единици решаваат кои ќе бидат нивните наградени студенти од овај конкурс за изворедност. Обично факултетите одат со студентите кои што оствариле најдобар просек на студиските програми. Јас, да речеме, тука би потенцирала и студентите кои што се имаат своја интерактивност и во делот на самите студии, но како мерлива категорија или нешто што можеме да го измериме е нивните постигнати резултати во наставните активности, а факултетите исто така може да ги категоризираат студентите наставни и ненаставни активности. Во зависност од нели самиот факултет.
И во третата категорија студенти кои што со своји трудови учествувале на студентската конференција која нели веќе традиционално УКЛО ја организира. Јас мислам дека ова е категорија со најмногу мотивација, каде што студентите заедно со нивните ментори веќе ќе влегуваат во полето на научно-истражувачка работа и на некој начин ќе осознаваат процесот покрај тоа што е стекнување на знаење и вештини во студирањето, ќе се стекнуваат и со знаење и вештини да истражуваат. И сето тоа им е добро, бидејќи дипломските работи на некој начин се истражувачки проекти и ќе ги мотивираме студентите и понатаму да остануваат на нашите факултети на втори или трети циклус студии, каде што сепак се бара посветеност и изработка на трудови кои што дополнителен бенефит од ова е што студентите се вмрежуваат на тие наши студентски конференции кои што се организираат, бидејќи нашиот универзитет е во повеќе градови, скоро половина од државата е покриено со УКЛО, а студентите можеби и сите не се познаваат, тоа е начин за нивно познавање, вмрежување и идни соработки. Имајќи предвид дека студентската конференција веќе е УКЛО Колорс студентска конференција, можност да се вмрежуваат не само со своји колеги од Универзитетот Свети Климент Охридски, туку и со студенти од останатите партнерски универзитети во Алијансата. Па да, минатата година имавме студенти кои што учествуваат странство. Со сега тоа што ќе го пратиме повикот, а наши студенти преку Еразмус програмите учествуваат на други универзитети, тоа само им дава дополнителен инпут дека треба да се вмрежуваат и заедно учествуваат на вакви конференции и на некој начин ги потикнуваат или даваат сознанија за значајноста на оваа конференција, за да нивните колеги од другите универзитети во странство и јас би рекла не само онлайн да се вклучуваат, туку и да ја посетат нашата држава. И сега, кога зборуваме веќе за конкурсот, да кажем дека е отворен до 1 април 2026 година, се уште има доволно време, оние кои што сакаат да аплицираат за првата категорија, тоа да го направат. Секако, значи вие тука како медиум, студентското радио, ја имате клучната улога, да речеме, во презентирање на информацијата за овој конкурс, а секако тука се и самите веб страници, но и тоа што ни се многу активни студентските собранија, па и преку нив на некој начин ги охрабруваме студентите да ги почитуваат роковите и да се пријавуваат на конкурс. Еднаш, значи да повториме, до 1 април 2026 е отворен конкурсот, линкот на кој што може да се пријават е објавен на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, uklo.edu.mk. Таму ќе ги добијат сите потребни информации, да ги пополнат формуларите нели за учество, а потоа, како што кажавте, веќе утврдената комисија ќе ги разгледа и ќе ги одбере најдобрите. Најдобро е, значи, ние студентите да ги охрабриме да се пријават. Кога ќе имаме избор, ќе им ја олесниме работата на сите комисии, бидејќи колку повеќе студенти се пријават, толку е подобра и конкуренцијата, а со конкуренцијата се постигнуваат повисоки цели, повисоки резултати. Најдобрите на овој конкурс ќе бидат прогласени на отворениот ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во април. Па мислам дека и комисијата ќе има доволно време да ги разгледа сите пријави. Секако тогаш ќе бидат нели прогласувањето, наградувањето и тоа е доволен мотив на студентите да се јават на овој конкурс. Ректор, ќе ви благодарам за одвоеното време и за разговорот. Ви благодарам и на вас. Секогаш стоиме тука на располагање, посебно за тоа што еве јас конкретно студентите ги сваќам како нешто највредно богатство. Ние сме тука за студентите, а тие се за да се стекнат сознања, но и да ги потикнеме на поголеми успеси, поголеми цели и оној надпреварувачки дух да го имат кај себе. Ви благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам. Ма не те стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Ладна како лед, сладка како ме, таква баш си ми ти. Тешка како срам, лесна како грам да ме полуди. Ова ноќ сите во тебе гледат, ма битна
битна си. Ова ног ти ја убиваш со лажни погледи. Еј, и гледам тебе баш ти е фино. Сите ти го прават филмот, а тебе као ти е криво, па ми доаѓаш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Сладка како ме таква баш си ми ти. Тешка како срам, лесна како грам да ме полуди. Ова ног сите во тебе гледат, ма битна си. Ова ног ти ја убиваш со лажни погледи. Еј, и гледам тебе баш ти е фино. Светиш како во казино. И као нешто ти е криво, пак ми доаѓаш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Ма не ти стои да ме молиш вака пред мене. Друг па до 10 брои пред да одиш да го заведеш. Кон крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, уште информацијата дека Македонската Народна банка во соработка со Центарот за кариера, алумни до животно учење, Кредо центар при Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, објави повик за практиканска работа во банката во текот на месеците јуни, јули и август 2026 година. На повикот може да се пријават редовни студенти од прв и втор циклус студии од областите економија, право, информатички науки и други општествени науки, што се во доменот на работата на организацијските единици во Народната банка. Практиканската работа ќе се спроведува според капацитетот и потребите на организацијските единици во Народната банка. Заинтересираните студенти повеќе информации може да најдат на линкот објавен на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола uklo.edu.mk. Студентите што покажуваат интерес за апликација може да се обратат и во Центарот за кариера, алумни до животно учење, Кредо центар при Укло, кај доктор Гоце Марковски на мејлот goce.markovski@uklo.edu.mk или на телефонот 071 360 613 и кај Даниела Андоновска Крстанова на мејлот daniela.krstanova@uklo.edu.mk или на телефонот 078 459 773. Тебе повредно немам, знаеш ли? Љубовта нема цена, знаеш ли? Ме купи ти со насмевка. Џабе се и злато и дијаманти, џабе се ако до мене не си со тебе, сите мигови милион вреда. Ајде купи ме со една насмевка. Ајде љуби ме, нека ти биде навика. Ти си делот што ми фали, ко денови во февруари. Ајде купи ме, купи со една насмевка.
и дијаманти, џабе се ако до мене не си со тебе, сите мигови милион вредат. Ајде купи ме со една насмевка, ајде љуби ме, нека ти биде навика. Ти си делот што ми фали, ко денови во февруари. Ајде купи ме, купи со една насмевка. Ајде купи ме со една насмевка. Ајде љуби ме, нека ти биде навика. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Вчера те видов, после цел еден век, поминав кришу пред твојот дом. Гледам во тебе како единствен лек, а во главава хаос, во душа валом. Огради ми, грми, ти кажали, а од очи ми врне, ти јави, јави. Што ти се случи, променета си, свежа ко пролет, не си истата ти. И уште си мој неповторлив сон, ти уште си една во милион. И како заинат поубава си, се смејам па плачам, ти спомнали. Ти спомнали. Вози ме душо во спротивен смер, ти си ми срекна, ич не е фер. Јас бев со тебе, припитомен звер, а сега сум никој, па ич не е фер. Вчера те видов, после цел еден век, поминав кришу пред твојот дом. Во главава хаос, во душа валом.
Укло ФМ Битола. Март 2026 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk